Секое лето деца од конфликтни региони на Блискиот Исток, Централна Азија и САД се собираат во тивок амбиент во американската сојузна држава Мејн за да изградат разбирање и пријателство. Тоа е дел од проектот наречен Семиња на мирот. Мислам дека за многумина од нив ова е прв пат на вистина да може да се сретнат лице в лице, да имаат разговор што им овозможува подобро да ги разберат нивните различни искуства во животот. Децата често пристигнуваат во кампот со сите негативни стереотипи во нивните сегрегирани заедници. Шамс Хафез од Египет бил во кампот во 2018 година и се вратил оваа година како советник. Доаѓам овде и ги среќавам оние луѓе кои требаше да бидат лоши. Спортувам и јадам со нив, плачеме заедно, се смееме заедно. И за мене тоа беше многу посебно. Има многу вообичаени активности за летен камп, но има и дневни сесии на кои учесниците зборуваат за конфликти што ги опустошуваат нивните заедници. Армор вели дека не е се забава и игри. Ова е тешко место да се биде во многу денови. Емотивно е, тешко е и треба да биде така, затоа што проблемите со кои се соочуваат се реални. Организаторите велат дека целта е да се надминат бариерите и да се изградат трајни пријателства. 18-годишната Ализа Амир Парвес од Пакистан вели дека изградила пријателство со девојка во кампот од Индија на едноставен час по готвење. Таа донесе зачини од дома што јас ги немав. За секој оброк што го сакаме, го земаме тој микс од зачини и готвиме. Официјалните лица велат дека откако ќе се формираат лични односи, камперите почнуваат да гледаат на конфликтот на поинаков начин. Пријателката на Ализа, 15-годишната Анаджот Сачтев, е од Мумбај. Она што на вистина го запаметив е дека конфликтот е повеќе политички, отколку што е за луѓето на територијата. Од безбедносни причини, Семиња на мирот побара од нас да не зборуваме со деца од Блискиот Исток. Камал Алмашарави, советник во кампот, побегнал од војната во Газа. Да се дојде овде и да се зборува за мир е огромен предизвик за децата. Ноам Чачман е советничка во кампот од Израел. Мислам дека тоа само го направи уште покомплицирано, уште поболно. Семиња на мирот вели дека нивното истражување покажало оти 80% од повеќе од 8000 поранешни кампери се уште активно работат на трансформирање на конфликтот и има планови за повеќе работа. Ако можеме да продолжиме да додаваме повеќе луѓе во ваков вид на колектив, работејќи заедно преку граница и во рамки на границите, со цел да создадеме таков свет, тогаш можеби ќе можеме да видиме пресвртни точки што ни требаат, за да го избегнеме насилството што постои денес.